Здраво, другари! Дали сте cool? Денес ходиме со следниот час по македонски јазик. Јас сум Ивана Крстовска, оделенски наставник во Основното училиште Петар Попарсов од општината Карпош. И денеска заедно со мене ќе имаме час по македонски јазик. Ова е таа презентација на Таа е таа презентација. Одлично. Што ќе учиме денеска по македонски јазик? За да го загрееме умот, најпрво ќе ви поставам една гатанка. Ајде. Прекрасно. Бел памук од небото плаче. Што е тоа? Тоа е памуч, облаче. Облак. Точно! Облак. Што се облаците? Облаците се... Облаците се природна појава на електролизирани магнетни нешто. Не, густината на воздухот кондензирано нешто. Така е, видлива згусната маса, да. водена, паре, која што се наоѓа во атмосферата и го гледаме ние на небото. Сега ќе ве замолам да ги затворите вашите очи. Да. Цврсто да ги затворите. Цврсто? Да се замислите дека сте на плажа. Не. Во некој парк, во некој излет место. На вашето омилено игралиште, можеби, и гледате горе кон небото, со главата нагоре. Замислете си го небото, што има на него, како изгледа. Па изгледа бескрајно синило едно. Па има птици убави што летат. Нема многу облачење во моето небо затоа што има сонце. Нема многу облачење. Интересна идеја, нема многу облачење. Облачењата се, ретки се облачењата. Ама е многу убаво. Јас се љубам на лашката и вака се, како што се љубам, сакам да се изфрлам нагоре во небото и да летам, ама немам крилја. Убаво ми е. Јас би сакал до седна мене сладолед да ми пружи некој тука и да си гледам во сонцето. Ајде сега отворете ги очите. Ги отворив. Не. Каква слика опишавте од небото? Не. Вакви беа облаците во вашата фантазија? Не. Не? Какви беа? Лина ти ги опиша? Да, па беа такви. Јас уживам во такви. твојот опис, комшито. Па убави беа. Ти како ја облаците. замисли? Чисто бели беа облаците, Бели? немаше. Вака замисливте? Да. Да? Ама и тука имаме облаци, така? Имаме. На овие две фотографии има облаци, но делуваат сосема различно. Која е разликата? Затоа што едните облаци се погусти и се веќе врна, а другите облаци се... Па тоа е разликата, Така едните се се. потемни, едните се сиви, другите, значи на едната сонцето уопште не се гледа, на другите се гледа слика. А што гледаме на првата фотографија? Молни. Молни, Грмотевици. имаме молни. Значи, облаците може да бидат и темни, и страшни, може да бидат и разиграни, и бели. Да. Тоа е исто како и кај нас, луѓето. Некогаш сме среќни и весели, ама некогаш знаеме да бидеме и лути и тажни. Например, многу кога ќе ни ретко. се скара другарчето, среќни сме. Па тажни сме, ама ние со другарчињата веднаш се смируваме. Значи, веднаш го решавате проблемот. Да. Така Проблемот да секогаш треба да се реши веднаш. Така, но некогаш знаете да се почувствувате и тажно. Да. Да. Добро. Ќе ви дадам јас 3 облачиња. 3 за Лина, 3 за комшито. Добро. На кој што ќе треба да напишете. Повели Лина. Благодарам. Едното облаче ни го снема. Можеме јас и со две. Можеш и... Не, тука било. Еве го. Се скрило. Да се Позади кријат друго. облаците. Што Сакам да напишеме? напишете на секое облаче по еден збор што ви доаѓа на ум кога ќе го слушнете зборот облак. Првото нешто што ви доаѓа на ум. Облак. Не знам. Јас напишав 2. 3. 3? Да. Ајде да го почекаме и комшито да заврши.
додека комшито пишува. Лина, дали можеш ти да ги свртиш облачињата и да ни покажеш што си напишала? Не знам дали ќе се види, јас напишав Кажи. невреме, Невреме. напишав дожд Дожд, и напишав чувство, страв. чувство, страв. Да, Значи, во твојата фантазија замисли ти нешто многу убаво. да. Но од кога видовме дека облаците може да бидат и темни и страшни, тоа разбуди други чувства кај тебе, Да, така? јас не се плашам од грмотевици, Не се од плашиш? молњи, ама знам многу другарки и другари мои што се плашат, па затоа го напишав овој збор. Одлично. Комшито повели? Јас исто така имам дожд, Дожд. имам тага, Тага, асоцирана чувства, тага. Може да се одлично. читраме кога врне. да, и мисла. Мисла. Мисла, причина што во многу цртани, кога ќе размислува карактерот, секогаш има едно облаче и Облаче. да, и секогаш така и кога размислуваме како да имаме или сијаличка или облаче. Тоа затоа е ме исто како асоцираше сега на- едно облаче, вака да се ставиме ние на нашите главчиња. Да. Да. Кога ви кажав да размислувате, тоа е исто Мисла. како вас да ви се појавија облачиња, Да. така? Ви благодарам многу. Денеска, драги мои, ќе обработиме песната Два облака од авторот Славе Ѓорѓо Димовски. Ќе ја прочитам песната, внимателно слушајте. Ќе ја давам да ја имате и пред вас, ќе ја имате и на таблата. Благодариме. Слушаме внимателно. Два облака. Си подадоа рака, два облака. Си стегнаа цврсто прсти. Во погледот зол сетија бол. Едниот стемни лик, во гнев блика. Другиот стега заби, ке го зграби. И наеднаш блесок. И страшен тресок. Што направиле двата облака се судрија и предизвикаа електрична празнење, односно молња. Браво! Ние веќе го најдовме мотивот на песната. Да, не требаше? Блина, одлично! Комшито, така ли е? Така е, точно. Така е, сигурно? Да, да, да. Бидејќи Одлично. Поради Значи, судбина се мотивот случува. веќе го најдовме. Мотивот е Молња. молњата. Одлично. Лина, можеш да повториш што е молња? Молњата е електрично празнење. Електрично празнење придружено со светлина и звук. и звук. Така е. За да разбереме содржината на песните или на било која литературна творба, па дури и во разговорот, ние секојдневно се среќаваме со некои непознати зборови. Дали имате непознати зборови од оваа песна? Можна. Ајде, разгледајте ги. Мотивот го најдовме, одлично, браво. Па, јас немам збор Па, што не го разберам. едниот стемни лика, тоа значи дека стемнил лик. Така е, зборот лика е лик. Непознатите зборови секогаш ги закачуваме на зидот на зборовите. Со учењето на непознати зборови, ние си го богатиме нашиот речник. Блика, Блика, што е блика? дека свети, дека не знам, дека Блика? зрачи. Блика е нешто што се јавува во голема мера. Нешто што се појавува во голема мера. Например, кога ние сме среќни, од нашите очи блика радост. Аха, блика е како нешто што се јавува во голема мера, кога блика сме е многу единица среќни. мерка за среќа. Не. Дали си среќна? Не. Бликам. Па не е единица мерка. Било што се јавува во голема мера може да е исправо. Па Може да, е единица било мерка за страх. што. Единица мерка, единица За чувство. Лина, За Лина, чувствата, блика. седница. Уште еден збор го богатиме зидот на зборовите. Така, друг збор, тресок. Блесок. Тресок. Што е тресок? Тресок е Прочитете го стихот. како некој И наеднаш блесок и страшен тресок. звук. Силен и остар звук. да. Гледате колку непознати зборови имаме? И блесок, блесок е како И блесок. Ајде, што е блесок? како Светлина. светлина Одлично. Тоа е
заслепувачка. во одреден момент, во одредено место не е насекаде, туку е само во, пример, во столчето, само блесок, само темница и тоа е. само на тебе има светлина, тогаш е блесок, така? Да, или на тебе има светлина. Добро. Тоа е исто така блесок. А, но- Било каде Да. што има Да. голем Згради? сјај, голем заслепувачки оцјај. Така. Тоа е исто Како лина. Како молњата. Зграби, Зграби. Прочитате го стихот. другиот стигна заби, ќе го зграби, како ќе го фати, ќе го... Одлично, ќе го Корект. фати, ќе го земе. И тие заедно го прават тоа што... Браво. Погледнете колку зборови, си го збогативте речникот со колку зборови. Со 5. 1, 2, 3, 4, 5. Има уште? Па Или не знам. Стега, заби, гнев, лика, Рака, погледот, зол. прстето. Зол? Зол. Што значи зол? Зол е Лош. лош, така е. Зол е лошо. Нешто лошо. Така е. Други не знам. Значи, понатака ни е се познато, така? Да. Одлично, веќе немаме нејасноти. Сега, уметниците сите сликаат со различни нешта. Например, сликарот слика со четкичките и боите, така? Композиторот слика со Ноти. Со нотите, одлично. А поетот со што слика? Со зборови. Со зборови. Со зборови. Ние треба да ги најдеме поетските слики на ова песна. Поетски слики. Да. Па може да Ќе ги најдеме... одредиме поетските слики. Значи сега вие ќе бидете поети кои што ќе сликаат со зборовите. Односно, ќе ги откриеме поетските слики. Лина, те молам, прочитај ги овие стихови, овие две строфи. Подадоа рака два облака. Си стегнаа цврсто прсти. Тоа ги замислуваме двете облачиња каде што се поздравуваат и каде што се ги стегаат рацата. Значи, што направиле облаците? Се поздравила. Се поздравиле или си подадоа Си што? подадоа рака. Одлично, направивме една поетска слика. Направивме Облаците си подадоа? рака. Одлично. Браво. Комшито, ајде сега, твој е редот. Во погледот зол сетија бол. Ова сака да каже дека во моментот кога се во погледот почувствува? почувствувале нешто лошо Што? и почувствувале болка. Почувствувале Болка, да. болка. Погледот им бил лош, но Да. што почувствувале? Болка. Болка. Одлично. Ја откривте и втората поетска слика. Браво. Браво, комши. Денеска сте навистина многу активни. Лина, повторно ти дојде тебе редот. Ајде. Едниот стегни лика, во гнев блика, другиот стега заби и ќе го зграби. Значи, размислете за Ова е кое никаква чувство тука станува збор. Борба Како и се компетиција, чувствувале? Па се чувствуваат. Како се чувствуваат? Гневно. Одлично! Гневни се, лути се. да. Така? Да. Не се срекни? Не. Не се. Значи, облаците се Гневни? гневни, така е. Влаците се гневни. Стегаат заби, Стегаат заби. Комшито? да. И наеднаш блесок и страшен тресок. Тресок. Кога би можеле да ги опишеме овие стихови со само два збора. Кои Молња, зборови би ги светлина, молња, од овие зборови? Силен тресок. Силен тресок? Страшен. Само тресок имаме? Страшен. И блесок и тресок имаме. блесок и- тресок. тресок, Кога кажеме блесок и тресок, на што ни текнува? На молничка. На молничка. Што го инспирирало поетот да напише оваа песна? Молњата. Молњата, природната појава. Молња. Одлично. Браво. Кога прв пат го слушнавте насловот на песната, Два облака.
Зашто помисливте дека ќе станува збор? Мислам дека за два облака што се дружат и на сонце си седат и се држат за рачења и си лепдат по небото и е убаво све и им прават сенка на луѓе кои што сакаат малку да одморат од сонцето. Нешто така убаво, не дека ќе има молни. Не, тоа е истото кога ве замолив да ги затворите очите и во вашата фантазија да си направите една слика. Истото го помисливте и кога прв пат го слушнавте насловот, така? Да. Сега ќе ве замолам изразно да се обидеме да прочитаме оваа песна, може? Ќе се обидеме, ама ни завршува часот. Ни завршува часот, тогаш тоа ќе ви остане за домашна работа. За домашна работа ќе имате изразно да ја читате оваа песна и да останете во добро здравје. Довидување од мене, имајте убав ден. Не од нас, ние имаме